Зголемувањето на јулските пензии за 1,2% односно за 120 или за 180 денари за пензионерите е срамно и понижувачки. Тие пред камерата на Алфа реагираа дека зголемувањето сега пред избори имало повеќе за цел популизам и собирање политички поени отколку реална економска логика. Во услови кога се поскапува, реагира дека е потребно позначително зголемување, а не вакво какво што велат замајување на јавноста. Катастрофа. Катастрофа. Само тоа ќе кажам. Тоа е срамота. И шо е тоа мизерија срамота така? Ке подценува народот, срамота е. Да тут до тој степен. Тоа пред избори се прави, со 180 динара што ќе правиш? 180 динара пензија? Па барем груја си беше по 500 даваше, овој 180 динара да. Согласно трошоците за живот, велат. Ништо нема, не чини. Джабе е тоа, само за лаже народ. Пензиите се релативно ниски, да се разбереме. Власта објаснува дека корекцијата на пензијата е како резултат на усогласување во пораст на трошоците за живот, кои во првото полугодие од годинава во однос на второто полугодие лани изнесувало 1,2%. Но дилемата е колку статистиката реално ги осликува движењата на цените. Можеби основните продукти како лебот, млекото, маслото, шеќерот се поскапени минимално, но генерално цените на сите производи вртоглаво растат. Па све се поскапува, секој ден сум на пазари, по маркети, по пазари, по све се поскапува, тоа е смешно што го прават, не прават као да живееме негде као, не знам, страшна работа. Смешно е дури да чуе човек, да слушне, мислам, смешно е. Смешно е што го кажуваат, порно да не го кажуваат, така нека дадат или тој процент колку е тамо, да го стават тамо, да не кажуваат на народот. Иако е за утеха, пензискиот фонд е во стабилна состојба, а пензиите ќе се исплаќаат редовно и навремено. Така барем тврди директорката на ПИОМ Билјана Јовановска. Според неја немало никаков проблем во врска со одржливоста на буџетот на фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Сепак, она што боде очи е што од година в година расте дупката која се полни со дотации од државниот буџет. Пензионерите може да бидат сосема спокојни. Пензискиот фонд е во стабилна состојба, пензиите, како и досега, ќе се продолжат со тековна, редовна, навремена исплата, а имајќи во предвид дека на корона кризата владата донесе одлука, пензиите се уште ги исплаќаме и пред време, односно еве и сега на крајот на месецот ќе бидат исплатени јулските пензии. Во делот на планираните приходи и расходи се одвива онака како што беше предвидено, како што беше планирано. А што ќе значи зголемувањето на пензиите за невозрастните граѓани? Реално многу малку, посебно за оние кои земаат минимална пензија од 9 до 12.000 денари. Таа ја добиваат дури 94.510 пензионери. Најголем дел од нив или близу 204.000 добиваат меѓу 12 и 14.000 денари, а просечната пензија во јуни изнесувала 15.700 денари. Инаку најниски се земјоделските пензии со просек од околу 8.000 денари, додека пак највисоки се воените пензии со просек од близу 23.000 денари. Инаку во Македонија има 325.081 пензионер.